Почитувани граѓани, почитувани медиуми, веќе видени стари инкриминирани кадри на ДПМН од времето на режимот ќе го советуваат премиерот Мицкоски. Наместо промени и реформи кои ги ветуваше Мицкоски, донесе рециклиран режим. Поранешниот министер за финансии Зоран Ставревски, познат по катастрофалните политики "немаме за леп, а трошиме за чоколадо", кои ги осиромашија граѓаните и секако фразата "ние сме лодаци", кажа налично од него. Кои совети може да ги дава Ставревски на Мицкоски? Еве веќе гледаме дека граѓаните немаат за леп. Се поскапува, а владата сака да купува авион. Наместо за граѓаните, владата на Мицкоски се грижи за својот луксус. Платите на работниците не се доволни да ја покријат синдикалната кошничка. Дебаклот на политиките со кошничката на власта ги наполни џебовите на големите трговци, а ги испразнија џебовите на граѓаните. А ДПМН ги прекорува граѓаните да не бараат повисоки плати. Меѓу советниците на Мицкоски почитувани и обвинетиот е амнестиран поранешен вице-премиер Владимир Пешевски. Познати како дил ориентед, стручњак за офшор дестинации, проценти и провизии. Јасно е уште сега за кои стратешки прашања ќе го советува Мицкоски. И поранешниот председател на Собранието Трајко Велјановски ќе го советува премиерот Мицкоски. Ова почитување е потврда дека сите погрешни политики, штетни политики на режимот на Груевски се уште живеат во владата на Мицкоски. Нема промена во ДПМН и со оваа влада не може да се очекува ништо добро. Економијата ќе продолжи да тоне, стандардот на граѓаните да се намалува, додека власта граба пари само за себе. Ви благодарам.